Ова утро на лице место се наоѓаме на една интересна изложба која што е поставена во културно-информативниот центар, односно во КИЦ во главниот град. Се работи за една самостојна изложба која што е отворена пред дури 2 дена, односно самостојна изложба на Радко Панчевски, кој е всушност и мој денешен гост. Нешто повеќе за самата изложба ќе да знаеме во продолжение токму од него. Добро утро и драго ми е што сте дел од нашата утренска емисија. Благодарам и поздрав на сите. Каков е вашиот впечаток од самото отварање? Имаше некое свечено отварање, колку посетители имаше? Отварањето пројде многу добро, дојдоа многу луѓе, прекрасни луѓе, публика која сака ликовна уметност, така да тоа ми беше задоволство и чест да ме почествуваат толку луѓе. Ето, тоа што ја можам да го забележам, навистина станува збор за убава, интересна изложба, па дури има и поголем број на дела, односно има голем број на уметни, всушност сами ликовни дела. Кажете ми колку ги има овде на број, дали може би имаат некоја скриена порака целокупно или пак секоја за себе си говори? Па видите, ја на отварањето кажав, делата не ги именувам со име, затоа што би сугерирал што сакал авторот да каже. Туку оставам на секој посетител кој ќе биде присутен да види, да си ја најде својата вистина у тоа дело. Тоа секако има некои скриени пораки, односно мои превирања, но затоа велам, не е добро да се делото сугерира со јазик на зборот, оно е ликовно дело и бојата, формата, тоа треба да влијае. Освен делата кои што може да ги видат гледачите, кои што се поставени овде, напоминавте дека има и во другата сала? У двата салона има околу 40 дела вкупно. У оваа сала се дела кои се настанати последниве 10 години, а у другата сала се друг тип на... Ја се бавам со различни стилови, условно кажано, нели по-фигуративно е тамо, поставката по-фигуративно. 40 дела, тоа значи дека станува збор за една посветеност, една љубов и труд. Кажете ми нешто околу самиот процес на изработка на овие дела. Што да кажам, ова е насловена изложбата 70 години живот и 50 години творештво. Ова е последните 10 години што сум работел, имам уште многу слики кои некогаш биле излагани, некои не, но потребата моја да стварам и да работам е се уште не замира, до кога не знам, но тоа е живот. Ете, рековте дека секој засебно треба да си ја свати пораката од делото, но може ли еве да истакнете можеби вие кое ви е најдраго дело? Исто така можам да забележам на некои од делата дека има надписи на англиски јазик, на македонски, на старогрчки јазик. Добро, еве вака ќе кажам два-три збора. Значи, мојата преокупација е религија, компарирање на религии, влијанија на култури, источни, западни, тоа е све преточено преку форма, боја и така. Тоа ми е. Напоминавте дека всушност оваа изложба е повод за одбележување на 50 години на вашето ликовно творештво. Може ли да ни кажете нешто за вашите почетоци и уопшто за вашиот удел во оваа сфера? Па вака, јас сум по образование архитект, дипломиран архитект, учев сликарство кај еден од големите сликари македонски Владимир Георгиевски, на кого му ја посветив оваа изложба, за жал не е меѓу нас. И некои 5 години добри бев во неговото ателје, така да не сум лаик до толку, нели? Занатски ги имам совладано сите работи што требало да се совладаат, сега имагинацијата е ствар на големината на човекот.
Така е, настрана од оваа изложба исто така можам да кажам дека се занимавате и со копаничарство и вајарство. Па да, работам и не сум работел одамна копаничарство, бев едно време инструктор у ова Ѓорги Димитров средното школа. Со вајарство се бавам, у дрво правам некои скулптури, тоа е тоа. Може ли, во следниот период, да очекуваме уште една поставена изложба од ваша страна и зашто сите оние кои што не гледаат да дојдат и да ја посетат вашата изложба? Па мене би било драго да што повеќе луѓе ја видат, затоа што у смисол ова не е класична презентација на класични дела у смисол опремени со индустријски рамки, со конфекција, туку секоја слика е на некој начин и тродимензионално уметничко дело. Така да било добро ако луѓето имаат интерес за таков тип на израз, да дојдат да го видат на лице место. Се надеваме дека ова утро од лице место го привлековме нивното внимание. Ви благодарам многу за одвоеното време и што не пречекавте на вашата изложба. Фала ви, извините за грешката моја на почеток. Не е проблем, се разбира, ги поздравуваме сите токму од лице место и секако ќе ве поканиме да дојдете и да ја видите ова интересна изложба во културно-информативниот центар, самостојната изложба на мојот денешен гостин Ратко Панчевски, која е отворена до 20 април.